Продолжениот првомајски викенд да биде со забрана за движење слично како за великденските празници. Таков е предлогот на Комисијата за заразни болести до владата. На денешната седница на Централниот кризен штаб министерот за здравство го пренел ставот на мнозинството експерти од комисијата кои се согласуваат дека има потреба од рестриктивни мерки за предстојниот викенд. Владата утре ќе решава за предлозите за тоа од кога ќе почне полицискиот час. Предлогот на Комисијата за заразни болести, меѓутоа тој не е дефинитивен, заради тоа што тој треба да се дискутира на утрешната седница на владата, секако дека ќе се дискутира од повеќе на аспекти, е да биде од четврток навечер до понеделник наутро. Наспроти ставот на експертите, шефот на МВР кој од редовите на опозицијската ВМРО ДПМН смета дека не треба пак да се носи 3-дневна забрана за движење. Во пресред на продолжениот викенд за 1 мај сметам дека владата треба да донесе одлука која ќе биде идентична на изминатиот викенд. Секој ограничување кој ќе биде построго и поригорозно негативно ќе се одрази на граѓаните, напиша Наќа Чулев на социјалните мрежи. Видов и некои реакции на министерот Чулев, сметам дека не треба да станува збор за било какво лично мислење или некоја тенденција да се пренесе некакво мислење или став или желба на било која група на граѓани, заради тоа што сите овие мислења се темелат на стручните сознанија на Комисијата за заразни болести. Секако дека граѓаните не сакаат да седат дома. Кој би сакал да седи дома затворен 3 дена, но има причина зашто тоа е така предложено. Министерството за здравство денеска информираше за 53 оздравени лица, 4 починати, потврдени 13 нови случаи на заразени, со што бројката достигна 1399 инфицирани од COVID-19. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.